Океј, веќе имаме 135 луѓе во живо, што е навистина импресивно. Благодарам за сите што споделија и за сите што ни се придружија. И сакам да ви посакам добар ден и добре дојдовте на првата сиеста за јавност. Јас сум лично многу импресиониран од одзивот што овој настан го доби кај пошироката публика и се надевам дека за сите ова ќе биде поттик почесто да се гледам. Јас се викам Никола Стиков, работам во Монтреал, на Универзитетот во Монтреал и заедно со сопругата Драгана сме основачи на Фондацијата за наука, култура и ментална физкултура Кантарот. За оние кои прв пат слушаат за сиеста, средбиве се тесно поврзани со почетокот на пандемијата. Токму тоа зимо направивме мејлинг листа за научници и професионалци родом од Македонија и кога светот почна да се затвара, ние ги поканивме да ни гостуваат токму денешните паналисти. Средбите се одржуваа на Zoom, беа ограничени на 20 учесници и тоа беше форум на кој разменувавме најнови информации поврзани со пандемијата. Дружбите со Елисавета, Драган, Харис и Никола ни дадоа на сите ориентација во тие први збунувачки денови, но за жал и 2 години подоцна се соочуваме со многу дилеми и недоумици. Затоа и одлучивме да организираме оваа прва сиеста за јавност, која се одвива под покровителство на Фондација Кантарот. Нашата фондација стои и зад иницијативата Наука за деца, а го поддржува и подкастот Обични луѓе. Желбата ни е да се собереме околу себе со луѓе кои ја делат нашата визија и со мали донации да придонесеме кон подобрување на образованието, културата и научната писменост во Македонија. Сите новости ги споделуваме преку нашиот Substack канал, а доколку сакате да не поддржите, можете да ни донирате со претплата на Substack или со донација на нашата жиро сметка што ќе ја ставиме во коментарите. Сега малку и за форматот на средбава. Сиеста заедницата е со нас на Zoom. 20 на научници родом од Македонија кои го следат панелот во живо и ќе можат да се вклучат со прашања. Коментарите на Facebook ќе бидат исклучени, но можете да ни праќате директни пораки кои ние ќе ги препратиме на панелистите. Не знаеме дали ќе имаме време да одговориме на сите, но ова е експеримент за кој се надевам дека ќе го продолжиме со нови панели во 2022. А сега би сакал да се заблагодарам на Драган, Елисавета и Никола што се согласија повторно да ни се придружат на сиеста, а посебно на Харис што се согласи да ја модерира оваа дискусија. Добре дојдовте, одвај чекам да слушнам што имате да ни кажете за COVID 2 години подоцна. Харис, повели. Добро те најдовме, Никола, бар вака виртуелно. И благодарам на можноста ствари да повторно седнам со мои драги професори, да седнам на една бар вака виртуелна дискусија во однос на COVID-19. Јас сум инаку завршив медицина во Скопје, за оние кои што не ме знаат, завршив медицина во Скопје и после магистрирав епидемиологија во Минхен, а во моментов сум докторант на Институтот Каролинска во Стокхолм, каде што работам на протеомика и протеогеномика. Фокусот ми е на канцер, меѓутоа работам исто и на COVID-19. И во текот на оваа пандемија се обидов колку што можам да допринесам со некакви мислења и анализи во однос на состојбата со пандемијата во Македонија. Мене ми е многу драго сега што можам да поразговарам со моите професори. Тука е професор Елисавета Стикова, која што е специјалист по медицина на труд и професор по медицина на труд. Тука е исто професор Никола Пановски, кој што е специјалист по микробиологија и професор по микробиологија со фокус на вирусологија. И тука е професор Драган Даниловски, кој што е професор по епидемиологија и кој што е специјалист по епидемиологија. И кај сите овие тројца јас сум полагал некогаш. Тоа биле многу пријатни испити кои што биле еден вид на дискусија. Така да сега се враќаме во една обратна ситуација, кај што јас ќе ги поставам прашањата, а вие ќе не ги давате одговорите за некои дилеми кои што мислам дека се уште обстојуваат во однос на COVID. Форматот на оваа дискусија би било, прво, накратко би дискутирале што се случувало во овие 2 години, многу кратко, каде сме сега и што ни преостанува понатаму, односно кои се дилемите со кои што се соочуваме во овој момент. Па би почнал прво со прашањето во однос на ситуацијата во Македонија.
ако ги погледнеме исходите од COVID-19 во Македонија, ние всушност навистина сме биле многу погодени од оваа пандемија. Сме една од земјите која што е најмногу погодена од COVID-19 пандемијата во светот. Меѓутоа, ако одзумираме малку и го погледнеме Балканскиот регион и целиот овој регион на Источна Европа, ситуацијата не е многу поразлична. И во однос на исходите, и во однос на смртност, регистрираната смртност од COVID-19 и прекомерната смртност, меѓутоа исто и во однос на образците на однесување кои што се приметуваат. Значи, силното антиваксерско движење, силен отпор кон мерките кај дел од популацијата. Прашањето до вас, што мислите зошто е ова вака, на што се должи тоа и како би можеле да во иднина при некоја си наредна пандемија да го смениме тоа? Ја би почнал со професор Стикова прво. Ќе мора да се одзумирате само. Благодарам, Харис, иако очекував дека ова баш воведно прашање ќе биде посветено или предност ќе им биде дадено на професорот Даниловски како епидемиолог или на професорот Пановски, кои што се и многу поактивни на социјалните мрежи, меѓутоа и во суштина се многу поблиску до проблематиката која што се однесува на епидемиолошките аспекти поврзани со ковид. Меѓутоа, ковидот сите нас не стави пред едни нови предизвици, така да и ние сите почнав да се движиме и малку пошироко од фокусот на нашата професионална компетенција. Да, ние сме меѓу земјите кои што се најсилно или најжестоко погодени од ковидот и причините се сигурно многу комплексни зошто е тоа така, но подготвувајќи се за овој денешен панел се обидов да видам кои се тие земји кои што се од регионот и кои што припаѓаат овде и можеби ние носиме некој историско наследство кое што е врзано со начинот на кој што одговараме. Сите овие силно погодени земји сме мали земји, земји кои што носиме заедничко стручно искуство од поранешниот период, кога сме припаѓале на една друга школа, условно да ја кажам, и сите ние во нашето однесување повеќе се подпираме на нашите лични искуства, отколку што се подпираме на пишани протоколи и водени постапки. Има доста импровизација во нашата работа која што ја работиме, но за среќа, токму заради тоа што сме мала земја, имаме многу интензивни професионални контакти, па дури и кога ќе направиме некоја не толку добра одлука, брзо се повлекуваме и се обидуваме да отидеме понатаму. На се згора, морам да кажам дека ковидот не е новина само за нас, него воопшто и во светот сите бевме заедно, сите професионалци од различни области, сите заедно бевме соочени со нешто што е ново за сите нас. Кои се нашите специфики или што е тоа што нас ни се случи, е сигурно нешто што треба поинтензивно да го анализираме. Јас ќе им оставам простор сега на колегите исто така да кажат што е тоа што не затече, меѓутоа или што не доведе во ситуација да пред се, мислам како професионалци сме незадоволни или недоволно задоволни од тоа што се превзема, меѓутоа и пред 2 години кога ги почнавме првите наши панели, сите инсистиравме на нешто што значат законски и етички аспекти со кои што ќе се движиме низ процесот на справување со ковидот. За жал, ние најмалку од се имавме, ние сме сите во своите струки добри професионалци, добри поединци, добро соработуваме, меѓутоа мислам дека и нас, а и на земјите од окружувањето, кои што бележат лоши ефекти во справувањето, ни недостасува модерни, современи и стриктни протоколи со кои што ќе регулираме многу прашања. Во делот на ковидот, во делот на поступувањето, ако сакате во делот на сертификатите, ако сакате во делот на вакцинацијата, и таа наша неконсеквентност овде доведе и до нешто што најблаго го нарекуваме недоверба кон институциите и тоа дополнително не повлече назад и дополнително им даде ветер во грбот на сите оние кои што
се поблиску до теориите на заговор, на сите оние кои што сакаат да го негираат постоењето на ковидот, да ги минимизираат мерките и така натаму, така да е тоа навистина еден комплексен проблем кој што за секој од нас овде панелистите и секој професионалец може да најде многу различни, но во секој случај есенцијални причини кои што ги става на врвот на топ листата што е тоа што требаше да направиме, а што можеби ќе не доведеше во ситуација да имаме и подобар и поуспешен одговор, затоа што сепак да биде 6-та земја во светот по смртноста е нешто што сите не загрижува и дополнително, ако ме прашате каде се наоѓаме сега, се наоѓаме отприлике во иста ситуација како што беше и пред 2 години. Сега е омикронот, немаме многу работи со кои што можеме да се пофалиме дека силно ги етаблиравме од професионален аспект и повторно се соочуваме со новите предизвици. Ако сакате од ресурси, ако сакате од вакцинација, ако сакате од протоколи и така натаму, а зад нас стои она што сметам дека колегите и низ бројки ќе го проговорат. Број на заразени, број на умрени, хоспитална, исклучително висока смртност на оние кои што се во болница, број на расположливи капацитети и така натаму. Професор Даниловски. Пред се би сакал да изразам задоволство што се наоѓам од другата страна на катедрата. Навистина е пријатно вака човек да се најде лице во лице со најдобар студент во генерација и добро е тоа, секогаш учениците, секогаш студентите треба да ги надминат своите професори и јас искрено се надевам дека далеку ќе дотераш. Ти благодарам и благодарам на околностите што на Никола Стиков особено што не состави на ваков начин, тројца професори, еден наш најдобар студент практично. Мислам дека добро ќе се дружиме вечерва. Што се однесува до прашањето, мислам дека професор Стикова апсолутно ги опфати сите релевантни елементи. Јас би рекол дека тоа е така. Ние бевме од самиот почеток, практично од моментот кога се случи инцидентот, кога почна целата приказна во Кина, па дури и откако беше прогласена вонредна состојба од страна на Гебрејесус, генералниот секретар на Светска здравствена организација, дури и тогаш се немавме освестено до крај, па дури и Италија се случи, и Бергамо се случи, и повторно западниот свет како да едноставно ја негираше опасноста. Не ни беа доволни искуствата од Кина, не ни беа доволни оние катаклизмични сцени од улиците на Вухан. Едноставно, некако мижевме, затваравме очи пред вистината. Ја негиравме. Предпоставувам дека тоа се должи на една ароганција, на една самобендисаност, као припадници на западни општества кои што располагаат со висока технологија, ама испадна дека не располагаме со нешто друго. Џабе и технологија, џабе и наука, ако сакате, ако нашиве општества не научија своите жители, припадниците на тие општества да ги едуцираат, да ги воспитаат на начин да го имаат како примарен момент, како примарен мотив за живење заедништвото. Значи, едноставно, кај нас дојде до израз сиот оној индивидуализам. Ние покажавме дека не сме општество кое што функционира како еден синхронизирано, како еден оркестар извонредно добро увежбан, туку едноставно функционираме, се покажа дека функционираме зад една тенка фасада на успешна приказна, дека всушност во заднината има една какофонија од звуци, крици да не речам,
либертарианизам се покажа дека владее и така натаму, така што едноставно не бевме спремни да признаеме дека ни се заканува општа глобална криза. И тоа ни се одмазди. Понатаму се јави нешто што беше нормално да се пројави во ситуација на ваква една неподготвеност на општеството, а тоа беше една како да речам, еден егоизам, особено изразен кај богатите земји, кои што покажаа дека апсолутно функционираат така исклучиво егоистично, потоа се појави оној да кажам вакцинален национализам и тоа се уште така постои, така што веројатно се додека не се свестиме дека е потребна солидарност една на планетарно ниво, претпоставувам дека ќе се влечкаме и со омикрон, мегатрон, омега и така натаму, кој знае колку букви од азбуката ќе се изнаредат. Мислам дека се јави и нешто друго. Се јави се покажа всушност дека граѓанството, жителите немаат доверба во институциите. Зошто немаат? Заради тоа што, да кажам така, капитализмот е општество кое што исклучиво функционира врз основа на принципот на профит и секој обид за преземање на некои мерки од страна на државите воопшто во западниот свет се доживуваше од она другата страна, да наречем од работничката класа, како обиди да се зголеми контролата врз нив, да се контролира дополнително и така натаму. Така што тоа беше добра подлога и за теории на заговор. Исто така, кон тие теории на заговор и кон таа недоверба на луѓето кон мерките воопшто, заради што и не беа успешни дефинитивно насекаде повеќе или помалку, беше и една неконзистентност на мерките, на изјавите, на препораките, што требаше од самиот почеток да бидат базирани исклучиво на наука, да речеме на регулаторните агенции, Светска здравствена организација и други. Така што и тоа разви една недоверба. Дополнително до недовербата придонесе и фактот дека навистина многу брзо вакцините беа подготвени, особено овие што се МРНА вакцини. Па тука плодна почва се создаде за теории на заговор, дека вакцините се генетска терапија, дека ќе ни модифицираат гени, дека дури чипови ќе ни внесат и така натаму. Но тоа исто така масло на оган долија и налива и одредени колеги, одредени научници, кои што од XY лукративни мотиви излегуваа со разни конспиративни теории. До ден денеска тоа се случува. Така што сето тоа земено во пакет направи да ние не постигнеме, не успееме како планета да издесуваме, да изведеме нешто што би го нарекол јас блицкриг, молскавична војна, еден одлучен, краткотраен удар да му нанесеме на вирусот преку едно рамномерно вакцинирање колку што ќе можеше да биде тоа можно буквално на целиот свет, затоа што ние како сите, како делови од еден затворен систем на врзани садови, едноставно невозможно е да се претпостави дека ако се реши проблемот со вирусот, да кажеме во Америка, дека тоа ќе трае долго време, затоа што еве што се покажува. Развиените земји полека достигнуваат високи стапки на вакцинираност и на прележаност, ама се јавува некаде во Африка мутант, се јавува нов сој, како овој сега последниот, и целата забава ја расипува. Мислам дека ова е, ако го погледнеме од глобален аспект, се согласувам дека е глобален проблем. Меѓутоа, ако би се фокусирале речимо на Македонија, мислам дека и двајцата спомнате еден термин со кој што се согласувам, тоа е недостаток на доверба.
И го спомнавме проблемот со институциите, па би го прашал професор Пановски, ако би можел да продискутира во однос на тоа дали делумно проблемот со комуникацијата со јавноста беше и поради недостаточности во институциите кои што ги имаме и во плановите кои што ги имаме за подготвеност за соочување со една пандемија. Мислам дека добро почна овој регион, вклучувајќи и Македонија. Дури да бев гостин кај, можда извикана емисијата во центар кај Васко Ефтов, со наслов на емисијата, веројатно уште има на YouTube, зашто истокот, особено југоистокот, подобро се справува од западот. А тоа беше на почеток, кога бројките беа навистина во наша корист, каде што стариот систем, школата на Штампар, Адрен Штампар и така натаму, уште ја имавме таа организација на центри на јавно здравје и тие брзо делува, беше успешно, меѓутоа не издржа економски, тоа што кажавте, Драган професор што кажа за интересите. Поважно беше да се збогатат приватните болници, приватните лаборатории. Нечуено е да вие не подпишете договор со приватни лаборатории за ПСР тестирање 2 години. Тоа е скандал. И кога дискутираме за ова, да немате, не знам, мислам, многу работа има кој студент на испит не може да помине со такви ставови. Не може со ставови дека требало маска на планина да се носи на нива, а у кафана да извади. После се чуделе зошто луѓе викале дека не прскаат од авион. Па, друго објаснение нема ако носиш ти на нива маска. Или прскање на улици у скафандери и не знам што друго. И сега имавме катастрофа во Тетово, која можеше да се избегне, само требаше да не слушаат мене и професорот Драган, да не допуштат свадби во затворено, ништо повеќе. Да не се додворуваат на таа партија, која видите што им направи на своите граѓани, катастрофа. И кога даде оставка министерот, премиерот рече не е време во пандемија да си даде оставка. Да после партија која не кажала за здравство, не знаеме, ниеден збор не кажала. Не знаеме дали още ја прати пандемијата, дали има некој човек кој преземе здравството. Ует на пандемија. Тука завршува муабетот. Или ако ја на 18 ноември излегам и кажам во ноември 70.000 примеле азитромицин или за публиката Сума Мед на 40.000 осигуреници е препишан, а има само 15.000 болни тој месец. И уште не знам колку се фиксим и дека тоа трае цела година, дека прави огромна штета финансиска, дека се препишуваат дози забранети. Замислете, забранети дози. Нашите доктори препишуваат. На тоа година дена се одговара нека не се само финансираат, само лекуваат граѓаните, а ја им дам податоци од Фондот за здравствено осигурување. На таков скандал, партијата реагира со некој партиско директорче таму у фондот, испитува кој ги издал резултатите, кој на татко му да се резултати. Тука завршува муабет. Значи, вас е познат имиджот, надвор да некој да не им го растури и така натаму. И кога мене ме рачунаат непријател на нивни, тука вика завршува муабетот. Ти им работиш без пари. На граѓаните им помагаш, им даеш совети, најстар сум од таа, овако, никој микробиолог не ми се спротистарил, некој друг да рече, ова збори глупости. Исто е ситуацијата со Даниловски. Значи, они чекаат ја на 67 години, да уште неам, ама ќе имам брзо, да кажем они како што мислат. Да си ја заборавам струката, да се плюкнам на струката. Па не може. Значи, не може да кажам по 45 дена мора да се вакцинира луѓето, за тоа паѓа студент на испит. Паѓа тука, нема. На врвот на овако. Кој ќе кажам за вакцините само да... Доше голема тема, ва? Во секој случај на Балканот, антиваксерското движење и разни теории биле и претходно голем. Јас знам ќе дојде некој бајач овдека, па жените одеа на фризер, па со цвеќиња го чека. Имаше една од Хрватска стоеше, вака и 3000 жени, од кои вличани интелектуалки верува дека ќе ги излечи. Значи, да не збориме за последната анкета, кај што 57% не веруваат во вакцини од населението. Значи, оние 7% плюс што примере со сила, значи нема и така натаму.
И сега се засили таа антиверско движење, користејќи социјални мрежи и ширејќи страф од вакцините. И сега како одговара светот, а особено ние, на ова? Значи, место да се одговори со факти, искрено, транспарентно, секојдневно, ја викам да замениме реклама за простата со реклама за вакцини, пошто таа иде 10 пати на ден, околу сат и пол дневно гледаме реклами за некој лек против простата, па е веројатно најважно сега. И од страна на надлежните постои молб, целосно игнорирање на состојбата. Излитен став, само вакцината е спас. И го игнорира целосно, особено кај нас, а и во светот, природно стекнатиот имунитет. Што е нечуено во историјата на медицината, е нечуено да го тој што имал несреќа да преживе, имал среќа да преживее, е апсолутно имун и тој треба да оди да ги лекува пациенти, тој треба да работи, младите луѓе. И треба понатаму да бидат цело време под вирусот, за да и понатаму може да имаат доживотен имунитет, така имаме недоживотен имунитет. И се имаме на една страна антиваксери, а од друга страна вакцинални фанатици, вклучувајќи Комитетот за имунизација, кои викаат ние силно веруваме дека вакциналниот имунитет е доминантен во однос на природниот, односно не го признаваме природниот, не ги интересираат бројки и наука. Тоа ги слушаше до сегашниот министер, премиерот кој денеска се даде посла, и во средина имаме од вакцинални фанатици, антиваксери, уплашени и збунети граѓани. Значи, стратегијата е погрешна. Значи, именно кога немаше вакцини, кога дојдоа, кога не ги силувавме, кога кажуваме дека тоа спас, масовно одеа во Србија, кога почна силување на луѓето, без факти, стигајќи до децата од 2 години и 5 години, контраефект. Луѓето гледат и вагаат. Ако денеска ова ќе завршам, ако вчера го слушав, не знам како му името, Светска здравствена организација, кој рече дека не може, значи не можам да разберам дека месец и пол не може да види дали е поопасен сојов или не, колку треба време, на илјадници и овако. Чув дека еден умрел во Велика Британија на 3.500 и на 451 во Израел. Што треба да се случи да ни каже дали е поопасен или не, меѓутоа знаат дека побрзо се шири и знаат дека трета доза е одлична за нив. Кај дозна не знам, пошто за тоа треба поише време него смртноста, и каже дека во Јужна Афричка република луѓето не може да споредиме со други, зашто таму имало многу голем природно стекнат имунитет, замислете се реченица, и народот ја гледа. Ама затоа во земјите кои што имаат 90% вакцинација, овој ќе биде многу опасен. Затоа заклучок, вакцинирајте се. Ја и разберете го се. Кај што нема вакцина 20% вакцинирани, лесно прошле, кај што има 90% е опасно, вика вакцинирайте се со трета доза. Тоа без да се објасни, прави контраефект. Тоа е мојата вака многу измешав, меѓутоа многу работа има. Мислам дека поентите се поврзани. Да, јас претпоставувам дека Харисон нетрпение очекува професорите нели да скратат и да влеземе во една друга динамика. Меѓутоа сепак не можам да останам, а е некако и поврзано со некој интерес кој што се пројавува. Мислам дека нашата основна заложба, мене не ме интересира дали некоја партија слушнала или дали некоја партија има човек што работи на ковид или го следи ковидот. Навистина не сакам да ме интересираат, иако се доминантно присутни мислењата, ставовите и луѓето во партиите. За нас мислам дека е многу побитно да го зајакнеме местото и улогата на науката во целиот овој процес, а политичарите да ги слушаат и на соодветен начин да ги усмеруваат мислењата на струката, да управуваат со кризата базирајќи се на струката. Јас работам во Институтот за јавно здравје и верувајте ми, јас и до ден денешен не знам кој ги води анализите и бројките. Дали ги води Институтот за јавно здравје, па Министерството ги објавува или ги води и собира Министерството и центарот мој термин, па некако ние ги собираме. Значи има многу измешани институции и структури на начин на кој што ја изместивме струката од незиното право место. Многу посреќна би била кога би знаела дека ние имаме репрезентативен примерок за следење на епидемиолошките показатели и дека имаме методологија за зимање на примерокот, за
узуркување, за земање на мострата, затоа што сите досегашни анализи што ги правиме кај нас во државава се базираат на рутина. Значи, луѓе кои што одат да се прегледуваат, кои што плаќаат или не плаќаат во приватна или во државна институција, а пред се професорот Даниловски ќе ме поддржи силно сигурно во тоа дека се знаат кои се принципите за епидемиолошко следење и за земање на примерок. Ние тоа се уште го немаме воспоставено во државата. Ние се уште заклучоците ги влечеме од рутина. Каде би го лоцирале проблемот во однос на тоа? Дали проблемот е во однос на тој некој си некое противречење на партизираноста на институциите наспрема стручноста на институциите, или станува збор за недостаток на ресурси? Дали тие ресурси биле финансиски, човечки или било какви? Каде вам би се чини, дали овие се двата проблема кои што се причина за тоа и кој е побитен проблем од овие? Може би е неблагодарно вака апанса што се вели да се даде одговор, има сигурно влијание од едно и друго, меѓутоа сепак мислам дека професионалците недоволно ја познаваат материјата, но тоа не е проблем. Ние навистина имаме реномирани експерти во државата и надвор и можеше да се направи многу силна мрежа на експерти и професионалци. Меѓутоа ми се чини дека нашите професионалци можеби не се доволно образовани, нова е проблематиката, нова е болеста, сме научиле до сега на поинакви принципи да работиме, меѓутоа мислам дека нема ова беше предизвик, мислам, секаде. Да, точно е, меѓутоа мислам дека професионалците пред се уплашени од непознатото немаат доволно сила да застанат за своите професионални ставови. Затоа што секогаш можеби им висеше нешто, а што па ако сега немаме ние право? И затоа неколкумина професионалци со интегритет кои што се соочија со јавноста, се пред професорот Даниловски и професорот Пановски. И тие што одбра преку медиумите, преку социјалните мрежи да комуницираат со јавноста за да им помогнат и на професионалците и на граѓани. Јас не бев толку активна на социјалните мрежи затоа што фокусот на мојата работа се работниците. Меѓутоа, за жал, покрај многу напори, ние не успеавме да се наметнеме дека имаме што да кажеме за 700.000 граѓани во републиката. Нас политичарите не послуша, а професионалците некако немавме критична маса да речеме 700.000 луѓе во компанијата се наша грижа. Ние треба да ја водиме, ако сакате епидемиолошката анализа, ако сакате вакцинирањето, ако сакате проценката на ризик. Ние не направивме проценки на ризик на работниците на нивните работни места, токму заради таа инсуфициентност кај професионалците. И ако овој панел доведе, еве сега во овој клучен момент кога имаме нов министер, кога ќе имаме нов пристап, можеби ќе имаме нова комисија, не знам како ќе оди, да речеме, доста беше, за 2 години имаме 7.500, 8.000 мртви, имаме 600 место по смртност, имаме 50% хоспитална смртност. Значи, секој втор што оди во болница умира. Респираторите ги заборавивме уште после неколку месеци. Кај нас немаме веќе луѓе кои што ги ставаме на поддршка на респиратор, причините ги знаеме зошто се. И ако речеме доста е, ајде професионалците, седнуваме, без политичко влијание, ги наметнуваме нашите ставови. Мислам дека пред се професорите Пановски и Даниловски ќе бидат лидери во тој процес и во зајакнување на професионалните капацитети, но и политичката независност. Као професионалци имаме право да сгрешиме, да не знаеме и од незнаење да направиме грешка, но немаме право да ја слушаме политиката. Професор Даниловски, мислам, дали имате нешто да додадете на оваа тема, као кратко сумирање на ова што го дискутиравме до сега. Ме слушате? Да. Добро. Па да, се спомна партизација, се спомна професионализам, се спомна наука. Ќе почнам од последното. Неодам јас на предавање на Македонско лекарско друштво кажав дека во тек на пандемијава науката никогаш не била на пониски гранки, никогаш не била толку избрукана и компрометирана. Многу време ќе треба да помине, ќе образложам зашто. Многу време мислам дека ќе треба да помине додека да се рехабилитира науката генерално земено. Се покажа практично
Јас не знам зашто тоа се случи, ама се случи прво заради тоа што на некој начин се поведе науката по ритамот на функционирање на масовните медиуми, на разни портали, на електронски и други медиуми. Едноставно почна да се обидува да го следи нивниот ритам и нивното на медиумите, нивното инсистирање на некој начин на вести кои што од нивна гледна точка нормално е тоа, тие сакаат да имаат да објават нешто што ќе биде популарно, ќе биде питко, читко, слушливо, дури и сензационалистички ќе да звучи. И на некој начин тука генерално земено во добар дел науката падна на испит затоа што едноставно со пречестите излегувања во јавност, со една огромна бројка на вести, на разни информации, сето тоа го прежвакува, го преработува медиумите и објавува она што им беше, што им конвенираше, што им одговараше на нивната уредувачка политика, мотивирана, ако сакате, многу често и од политички заднини кои што стојат, што ги финансираат тие медиуми. Како и да е, јавноста генерално во светот, па и кај нас, па и не знам, кај нас веројатно тоа е најизразено, кај нас јавноста се судри со една стварност, со една ситуација да биде бомбардирана со обоени, пристрасни информации. Еве, јас читам пред ден-два, дека во Австрија, на некои медиуми, дека во Австрија 200 доктори скокнале, дека, не знам, таму нешто за вакцините, дека требало да се, дека биле, не знам, дека се спротивставиле на мерките во Австрија и така натаму на вакцинацијата, заборавајќи при тоа дека во самиот тој текст и таков наслов изваден на написот, и са читателот го гледа насловот, се ориентира спрема тоа, а внатре кога ќе влезе човек во текстот, излегува дека тие 199 доктори што се побуниле против мерките и вакцините се само мал дел, 0,4% од вкупно 45.000 и нешто вкупно доктори во Австрија. Значи минорна една пропорција која што истакната на наслов. Значи на таков начин практично се манипулираат цела докторска бранша во Австрија. Да не зборувам сега, ги спомнав тие разните научници, така наречени, кои што застанаа отворено на страната против одредени вакцини, против механизмот на дејство, дури дека потеклото на вирусот е вештачко, дека е сето тоа завера на некој кој што сака да воспоставува нов светски поредок, и не сакам за тоа да навлегувам, но во секој случај тоа е она што на генерален план со науката се случуваше. Она што кај нас конкретно беше и е на сцена, е практично одраз на ситуацијата во целото општество. Што се чудиме ние, што во здравствениот систем одлуки се носат политички, а не се слуша струката, не се слуша науката, што дека 2 години практично, знае Никола, сме волонтерски вклучени како некакви гласноговорници, ама тоа како гласови во пустиња испадна, укажуваме на една, на друга, на трета работа, никому ништо, нели, караванот, кучињата лаат, караванот си врви. Едноставно во една таква ситуација, кога професионалци, кога наука не се случа, кога одлучуваат партиски војници и кога тие одлучуваат, тие се главни менеджери во институциите на системот, тие институции не функционираат. Тие институции се инсуфициентни. Тие институции секогаш ќе носат одлуки кои што примарно ќе бидат во полза на политичката опција што ги назначила тие раководни кадри таму. И како ние можеме да очекуваме објективен
објективен пристап во една глобална катастрофа. Понатаму, истото тоа важи и за овие, како се вика тамо, Центар за справување со кризи. Па, имаме ли ние воопшто, јас се прашувам, направивме ли, за порано нека не ме интересира, но еве за врска со ковидот. Направен ли е акцијски план, стратегија и акцијски план за справување со кризата? Не од страна на Министерството за здравство, туку од страна на државниот тој кризен штаб, односно Центар за раководење со кризи. Јас не знам за тоа. Министерството за здравство исто така нема конкретен своја стратегија за ковидов до сега. Не зборам за она што после ќе го кажам. Даниловски, само момент. Би предложил да преминеме на наредната тема за дискусија, а ова кратко би го сумирал само како она што мене ми изгледа од она што сите го дискутиравте до сега, дека станува збор за еден проблем во комуникација помеѓу политичките лица и односно лицата кои што се кои што ги носат одлуките и стручните лица, и еден проблем со комуникацијата помеѓу стручните лица и институциите и јавноста. И тоа е нешто, мислам, кое што мора да поработиме понатаму, меѓутоа нели тоа повлекува одредени институционални проблеми кои што мора да ги решиме за да дојдеме до тој стадиум да можеме подобро комуницираме со меѓу себе и со јавноста. Меѓутоа, мислам дека се задрживме доволно на ова прашање. Ја би предложил да преминеме на наредната тема која што мислам дека е исклучително актуелна. Сега и сите сакаат да слушнат за таа тема, а тоа е појавата на новата омикрон варијанта. Значи, сите следиме и сме загрижени околу тоа, затоа што самата омикрон варијанта има голем број на промени во својата генска структура, особено има голем број на промени, мутации во генот за протеинот С, против кој што се дизајнирани повеќето вакцини за COVID-19, и тоа е оно што нели сите нас не загрижува, дека постои ризик од пробивни инфекции кај оваа варијанта. Меѓутоа, како што и професор Пановски пред малку и го спомна, има еден голем недостаток на докази за оваа варијанта. Значи, ние имаме едно акумулирање во последниве неколку недели кои што идат во прилог на тоа дека ова е една позаразна варијанта од претходните варијанти, иако има одредени извори на бајас кои што може да ги објаснат тие наводи кои што се добиени во тие студии. Меѓутоа, има акумулирање на докази кои што укажуваат на тоа. Од друга страна, доказите дека предизвикува послаба или потешка болест практично се многу слаби. Значи, не можеме да се ослониме на тие докази кои што сега постојат во однос на тежината на клиничката слика. Прашањето е дали навистина знаеме доволно сега за да кажеме дека омикрон варијантата е сериозен проблем со кој што ќе се соочуваме во наредниве месеци, и доколку кој е ризикот од омикрон варијантата? Што е она што е застрашувачки? Би почнал со професор Пановски во оваа дискусија. Добро. Само да дополнам од прошлата тема, бидејќи беше спомната смртноста во болници. Во сите земји западни, сем во Бугарија од Европска унија, смртноста паѓа. Не заради тоа што има само вакцини, туку заради успех во лекување. Во Македонија расте. Расте. Значи, што научија нашите доктори? Ништо не научија. Не се собраа да видат кои се протоколи, државата не им помогна. Јас сум најмногу разочаран од нашите здруженија. Кај мене има 12, кај Драган 10 на епидемиолози. Не мора да излегуваат на телевизија. Здруженијето да не поддржаше за работи што се флагрантни. Вирус не се лекува со антибиотици. Не е тоа да се двоумиме ние. Цел свет тоа, само нашите доктори го прават. Субспецијалисти го пишуваат тоа од клиники кај што лекуваат ковид на здрави луѓе. Значи за такви или за ова 45 дена вакцина. Не постои човек, доктор, што тоа ќе го одобрил дека има овако, да го силиш, нека се вакцина по 6 месеци. Тоа се однесува до омикрон, мислам дека тој значи, ако е толку заразен, некој вика 2 пати, некој 6 пати, некој 30, некој 70 пати, 70 пати ако е таков вирус не постои до сега. Тоа би значило дека сите мерки може да се укинат, бидејќи ако некој кивне увлез на 6 спрат, тој ќе добие ковид и така натаму, значи ако така се шири.
би значил, ако навистина толку многу се шири, би значил крај на пандемијата во смисла дека сите работоспособно и активно население, а тоа е 80% од населението, ќе се зарази. Без разлика дали претходно било вакцинирано, дали било прележано, секој човек ќе добие некоја природна бустер доза, заедно со вакцините и негде би требало за 6 месеци, ако тој вака брзо се шири, да се прошири низ цел свет и единствено што не знаеме какви ќе бидат последиците од тоа. Ако е помалку смртоносен, многу помалку треба да е смртоносен, да се разбереме, најмалку 5 пати, бидејќи рекова Јужна Африка 30 пати, ама најмалку 5 пати, ќе го објаснам зошто, а тоа би завршиле, да речеме, релативно срекно. Не може да завршиме срекно, меѓутоа релативно не со многу жртви. Ако биде пола 50% помалку смртоносен, нема да биде лесно, бидејќи ќе имаме огромен број на позитивни случаи и процентот, ако не е како кај нас, ово е нереален процент, кај нас 4% умираат од заразените, бидејќи очигледно не ги откриваме, или 3,7 case fatality rate. Значи, ако е 2%, тоа ќе биде огромен број на смртни случаи, ако ние имаме 2000 случаи или 5000 на ден, па 2% е многу. Тоа мене не ми е јасно. Ако пред една недела каже, првиот случај од Велика Британија почина на 3500, еве по една недела, што стана со тие 3500, иако таму имаат сега 350 или 3 милиона? Што стана со тие 3500? Што е тоа тешко да се каже? Мислам дека уште 10 хоспитализирани. Ако е, јас се надевам, јас сум секогаш оптимист, се надевам дека за да не се отпушти населението, за да случајно не се фрлат вакцините, не дај Боже, тоа е најстрашно. Викаме, нема да кажеме по секоја цена и веројатно никогаш нема да се каже колку е. Ќе се молчи, бидејќи тие се бројки. Што бегаме од бројките? Имаме 3.500 со Делта, имаме 3.500 иста епидемиолог го знае како се прави тоа, иста старосна група на луѓе, со иста вако. Колку умре од овие 3.500 ако прошле 3 недели? А прошле? Колку од овие? Што е тука? Од овие умреле 100, од овие умреле 50 или 10 или ниеден. Зошто тоа не се кажува? И сега луѓето не веруваат, па нема да веруваат. Мислам дека тука еден проблем е кој мора транспарентно да се и сега излегувале теории на заговор или не знам што, па ти ако го криеш тоа. Најбитното прашање. По него кажува секој ден, кажеш нејасно е. Бројките не се нејасни, кај нас е се јасно. 9 умрени прележани, 500 умрени вакцинирани. Заклучок на нашата власт и молк на сите здруженија до едно е вакциналниот имунитет е доминантен. 500 умреле вакцинирани, вакцинава трае 6 месеци, а 9 умреле од 18 месеци што трае пандемијава, кои прележале. Мислам дека во однос на тоа исто тоа сега го гледам на ниво на целост. Значи тоа е едната работа. Втора работа, многу проблеми се отвара, дали он ќе биде можност да очигледно PCR тестови, тоа можам да гарантирам бидејќи ги работиме и кај нас. Значи не мора сите 3 домени да ги фаќаме, и ако фати 2, третиот не, тогаш најверојатно е некој друг, не е Делта или некој, така може да се посомневаме дали се работи за омикрон. Тие лаборатории што се посорени, и тоа не зборав на и со Петличковски, не знам дали е вклучен, дали воопшто тестовите за антитела, дали антителата кои тој ќе ги создаде со тие мутации, морам тестовите кај што го гледуваат спајк протеинот, воопшто дали ќе детектираат антитела. Значи дали ќе се случи, си прележал од омикрон, не си бил вакциниран, не си бил прележан од друг сој, значи немаш антитела и сега прележуваш и вика нема антитела. Зашто? Бидејќи тестоите, можеби, некои тестови, не оние што одредуваат N протеин, да не ги детектират антителата кои тој ги создал, бидејќи се создадени кон можеби мутиран антиген. Тоа се тие дилеми многу. Постои можност но тоа, бидејќи на пример ако го погледнете имунопептидомот кој што и ако го погледнете одговорот на антитела кои ги таргетираат, кои антигени ги таргетираат, кои што се презентираат HLA-2 молекули, постои одреден ризик дека нема да бидат препознаени од антителата кои што
кои што се од есеите нема да ги препознаат тие антитела, али се уште не знаеме нели за тоа. Мислам дека проблем во однос на одговор нема уште, он немаше да ми одговори. Од производителите кажа дека будно ја следат состојбата, иако дознаат не е проблем да се објават бројките. Тестовите, значи тоа е тоа вака. Мислам дека дека не работиме ние во лабораторија, за тоа можам да зборам. Мислам дека не е проблем да се објават бројките. Не е, мислам, проблем нетранспарентноста, особено UK има извонредно транспарентна епидемиолошка служба. Мислам дека повеќе проблемот е дека мора да акумулираат сигурни податоци кои што би им кажале дека ова се би може да донесеме некако заклучок од тоа. Професор Даниловски, што вие мислите за исто и во однос на тоа кои мерки би имало смисла да ги воведеме сега? Јас уште некаде на 28 ноември, добро се сеќавам, 2-3 дена имаше како се појави во Јужна Африка, објавен беше дека има нов вирус, нов сој омикрон, кажав дека мудро би било да постапиме исто како Израел и буквално да ги затвориме границите во смисла на тоа да поставиме, затвориме не буквално, да поставиме филтри, значи PCR тестови и евентуално карантин за оние што немаат тест, независно дали се вакцинирани, прележани или било што. И тоа да трае се додека не се обезбедат информации повеќе од светот, за да видиме како се однесува вирусот, колку е попренослив, колку потешка клиничка слика дава и така натаму. И дали воопшто дава потешка клиничка слика. Како што знаете, нема никакви мерки, од тогаш има поминато, речиси, туку речи месец дена. Мислам дека веројатно и сега би било паметно таква мерка да се воведе, затоа што туку не очекуваат пристигнување на наши луѓе од диаспората за празнициве и мислам дека се уште нема да биде доцна ако тоа се преземе. Не заради параноја, некаква параноидност, туку едноставно заради тоа што мудар менеджмент во еден општествен систем, во еден државен систем подразбира и неколку чекори предвидување однапред и нема да биде греда, воопшто нема да биде трагедија, ако мерката биде непотребна, подобро преако да се реагира, откако никако. Тоа според мене е индолентно и несериозно. Од една страна. Од друга страна, од она што досега е достапно како информации за вирусот, навистина тој го заобиколува имунитетот и не се знае сега дали баш заради тоа што 70 пати повеќе е присутен, повеќе се размножува во епителот на бронхите, а помалку го има во ткивото на белите дробови, па затоа што е во горните дишни патишта, заради тоа е сигурно позаразен, полесно се емитира, се испушта. Или има и некои други причини заради кои што евентуално полескна клиничка слика би предизвикувал, значи штом помалку го има во белите дробови, јасно е дека помали оштетувања на белите дробови би предизвикал. Како и да е, и во лабораторија се правени тие такви тестови како реагира вирусот на одредени ткива, но мислам дека 80, близу 90 земји веќе се опфатени од вирусот. Во Америка 73-75% од сите случаи се омикрон. Досега можеше да се види колку има хоспитализирани и од тоа да се процени колкава е тежината на клиничката слика што тоа предизвикува. Значи, дефинитивно не е точно дека нема доволно податоци, дека мора уште да чекаме и да цениме цела планета ли треба да се зарази, па за да заклучиме каква ќе биде тежината. За преносливоста, односно за тоа колку пати е попренослив, јасно дека е позаразен
дали е 3 пати, 5 пати, се едно, не може да биде 70 пати дефинитивно. И добро е што е попренослив, затоа што во комбинација со помалата заразност, побрзо ќе го сврти светот и целата приказна ќе заврши побрзо, на ист начин како што кога се појави огнена стихија, пожар, од интензивното горење го конзумира, го троши целиот кислород што е неопходен за горењето и се задушува самиот тој огнена стихија сама во себе. Мислам дека така ќе се случи и со овој вирус, само треба да се издржи, да се види каква ќе биде навалата во болниците. Едноставно заради тоа што колку и да е, да кажеме, лесен и предизвикува полесна клиничка слика, знаете, мал процент нека се само со потешка клиничка слика кај постари имунокомпрометирано лице и така натаму. Мал процент од голема бројка е голема апсолутна бројка и може да се случи, нели, лесно пречекрување на капацитетот на здравствениот систем. Лоша вест, односно гледано како тоа на запад, во Западна Европа и во Америка се случуваше, па тие се уште со Делта не беа завршени, кај нив бројките се уште од Делта растеа, па им се надоврза Омикрон и сега кубурат, да речам, со пренатрупаност на оделенијата за интензивна нега. Ние имаме сосема друга ситуација. Сите бројки кај нас говорат дека кај нас имаме од 9 ноември наваму перманентно едно спуштање на бројките. Негде 427 души има хоспитализирани само во моментов. 14-дневната инциденција постојано опаѓа, негде стои нешто. Ако состојбата е стабилна сега, дали тоа значи дека така ќе остане во случај ако се појави омикрон варијанта во Македонија? Па не, нема да остане сигурно. Јас неодамна изјавив дека ако останеше Делта, ние практично го гледаме крајот на епидемијата во Македонија. Зошто го гледаме крајот? Затоа што ваквото однесување во ваква студена сезона, во ладни денови, кога дружбите се случуваат во затворено, и сепак имаме пад на случаите, тоа значи дека стапката на имуност, независно дали со прележување или со вакцинирање, е многу висока. Не сакам да шпекулирам, некои пресметки кажуваат дека е сигурно преку 80%, сите возрасти, од децата до најстарите. Ако е тоа така, тогаш со ваква динамика на движење на бројките, имајќи предвид колкава популација сме, и бидејќи на надолниот крак на кривата сме, зашто пикот го доживеавме таму на 9 ноември, практично некаде до крајот на јануари ние ќе се судревме со ситуација на спорадични случаи, 20 случаи дневно. Ако останеше Делта, и тогаш ќе требаше и школи да отвориме и се. Да нема ни потврди, ни не знам што. Со Омикронов, со многу висока веројатност ќе се дрзнам да тврдам дека на ваква епидемиолошка ситуација или ваква тврдина од имунитет што ја поседуваме, а имајќи предвид дека дупло прележани или прележани па вакцинирани со една или со 2 дози, или вакцинирани со 3 дози, така го тренираат својот имунолошки систем да тој учи како да се бори и со било која варијанта во иднина што би се појавила. Убеден сум дека кај нас бројките можеме да очекуваме негде тамо во јануари месец ќе се заминат гастарбајтериве, да почнат да растат, ама исто така мислам дека катастрофични преполнувања на болниците нема да има. Во однос на мерките кои што ги дискутиравме пред малку, спомнавте дека една мерка која што е битно да се направи е surveillance, односно следење на тоа дали ќе имаме импортирање на Омикрон варијантата во државата. Дали би имало смисла да воведуваме построги мерки во однос како локдаун или некакви си задолжителни карантини при влезување со оглед дека е расширена во поголемиот број на земји во светот? Па мислам, мене ме прашаш. Да. Мислам дека, реков јас, тие бариери со PCR тест или со карантин, не од 10 дена, туку, еве гледам сега од Imperial College
колегата епидемиолог предлага 7 дена, доволни се 7 дена, затоа што е попренослив вирус, пократка во инкубацијата, значи тие мерки на границите би требало да се воспостават. Мислам дека заради предпазливост, бидејќи сега веќе имаме работа со закана од вирус кој што не го знаеме во наводници или полунаводници, не го знаеме, би требало да сме предпазливи и можеби би требало да освртим да ги или порано да почне распустот со школите или комбинирана настава да се одржува, едни онлайн, други во живо и така натаму, за да се разречи бројот на ученици во секое одделение. Што се однесува до угостителските објекти, јас еднаш реков и пак ќе речам, со оглед на празници и со оглед на специфичната една психологија, ситуација и истрошеност веќе психолошка на населението, јас во моментов не би воведувал било какви рестрикции во угостителските објекти. Се додека не почне бројот да расте. Ги спомнавте училиштата. Децата углавом се окей од COVID. Во однос на омикрон варијантата немаме никакви индикации дека нешто ќе биде полошо во однос на досегашните варијанти, исто беше и со претходните варијанти. А прашањето дали затворањето на училиштата навистина е нешто кое што би ни било во фокус за справување со новата варијанта и зошто? А би го надоврзал исто тоа на прашањето дали тоа појавата на новите варијанти повлекува потреба од вакцинирање на децата. И зошто? До професор Даниловски, па професор Стикова можеле да... Јас категоричен сум, не само заради омикрон, кој што, сигурно ќе се покаже дека е полесен за сите, па и за децата. Тврдам дека апсолутно е безсмислено од стручна гледна точка и од етичка, ако сакате, децата да се вакцинираат за да ги заштитат старите и болните. Мислам, треба обратно да биде. Тоа е едно. Второ, мислам дека она што е познато како поминуваат децата со болеста, ако се разболат, наспроти сите оние информации за онај синдром воспалителен, масовен, мултиоргански и така натаму кај малите деца, мислам дека информациите за стапката на миокардит и миокардитис и перикардитис и за некои невролошки нарушувања се доволни за да сепак не се посегне по децата, особено оние помладите од 12 години. Така што она тенденција сега, инсистирање од 2 до 5 години да почнат да се вакцинираат децата, за мене е неприфатлива. Вакцинирањето и на децата, во принцип земено, точно е дека би го намалило интензитетот на пренесување на вирусот, ама само ако вакцините беа по-ефективни. Ако не се, како што не се, особено во светлото на појавата на заканата од омикрон, кон кој последните информации велат дека третата доза кај Pfizer негде 20 пати го зголемува бројот на антителата после тие дози, а кај Модерна дека 37 пати. Ама не се знае кој е ниво, кој е заштитното ниво кое што е потребно да се постигне за да биде ефикасноста максимална против омикронот. Но во секој случај, вакцините генерално земено, споредено со Делта, за 20 пати помалку у просек се ефикасни кон омикрон. Ако е тоа така, тогаш која е идејата да се вакцинираат и децата за да не го пренесуваат вирусот, кога и вакцинирани ќе го пренесуваат? Нема смисла. Имаме уште некои 3 минути. Јас би ве замолил на кратко професор Стико и професор Пановски и ќе мора да преминеме на прашање.
Па јас ќе се обидам во овие мои неколку минути да одговорам на неколку прашања. За тоа колку е пренослив, како е пренослив, што имунитетот, што вакцините, навистина воопшто не би влагала, меѓутоа мислам дека е крајно време ние многу посериозно да се свртиме кон реално и вистинско применување во подготовката за одговор на омикронот, применување на веќе воспоставените мерки. Значи, сите наши мерки, кои што некогаш пред 2 години, навистина со многу ентузијазам, силина ги воспоставивме и ги почитувавме, ние сега ги разблаживме до таква мерка да тие едноставно веќе и не представуваат мерка. Дозволете само што се случува со сертификатите, вакциналните сертификати со кои што влегуваме во моловите. Едноставно треба да покажеш дека имаш сертификат, а не чиј е тој сертификат. Така да имаме многу такви работи кои што ги девалвираат сите мерки. Јас повторно би се вратила на нешто што значи реактивирање, затоа што омикронот дефинитивно по теоријата на големите бројки, како што рече Драган, ќе донесе изголемени потреби за одговор во здравствениот систем. Колку год да се благи симптомите, колку год да не очекуваме голема смртност, тоа дополнително како голема бројка ќе доведе и до големо оптеретување на здравствениот систем. По мене, затоа што фокусот на мојата професионална експертиза е баш јавното здравје, по мене е многу поголем проблем што професионалците не знаат или немаме план за нешто што значат расположливи капацитети. Колкави се во овој момент расположливите капацитети за хоспитален одговор на COVID. Не е битно која варијанта е. По случајот со Тетово се затворија сите овие мобилни болници, се затворија сите останати центри, се сведе на многу мал број. И во тој смисол мислам дека повторно е таа заложба да одговориме на зголемените потреби, и тоа е прашањето на Илија, која што веројатно треба да се разгледа во едно друго светло. Како да овозможиме, ние тоа на времето ги викавме патронажни тимови, да се создадат патронажни тимови кои што ќе можат на терен во домовите на оние изолирани луѓе, зошто да се шетаат по болниците, зошто по телефон да контактираат со матичните, ние имаме традиција на патронажни тимови кои што мора да ги направиме да бидат побројни, помобилни, обучени со сите законски норми за да можат да пружат здравствена заштита. И во тој смисол го гледам прашањето на Илија, и ако се создаде клима дека може професионалците повеќе да се слушаат, мислам дека ова треба да биде една од чекорите за подготовка за соодветен одговор на омикронот. За јакнувањето на системите, ако сакате дистанца, ако сакате маска, ако сакате вакцинални сертификати, тоа дефинитивно мора да се врати во реален живот и во реална функција. Работата од дистанца секако мора да ја вратиме, постојат огромен број работни места каде што може да се работи на дистанца. Тоа се тие работи кои што ние час поскоро треба да ги направиме, затоа што омикронот, како и сите други вируси, не познава граници и тој многу брзо ќе дојде. И конечно само на ова што го вели Ненад за задолжителна вакцинација. Ќе преминеме после на тие, професор Стикој, ќе преминеме после на тие прашања. Добро, ја мислев да... Професор Пановски, минута, две само за вакцинација на децата. Деца веќе доста да разгледаме дали требало или не требало. Значи, проблем е што сега е ладно времето, нема проветрување. 34 деца се во клас, седат по 3 во клупа, нема врска со протоколи. Значи, нема теоретски шанси да го почитувате протоколот. Меѓутоа, Драган може да нема директно не кришам и тоа уште ако го исклучиме 31 кога не учат мање више, уште 6 денови останува, така да нема што пред и после тоа е завршена работа. Самите училишта може да се затворат, бидејќи помалку луѓето ќе одеа во јавен сообраќај, ќе се движеа и така натаму, и заради тоа што огромен број на деца, огромен број се со респираторни инфекции, што е ковид, што не знам. Кој ќе ви закажат по 7 дена тест во државно, е безвреден. Со омикронот и по 5 дена ќе е безвреден. По 7 дена нема веќе вирус во носот. Тој или исчезнал, или отишол во градите. А кај нас најмногу се закажува после 7 дена, бидејќи се штеди на тестови, а истовремено се богатат приватните лаборатории. Они што има да плати, ама на народот што му се смачи да плаќа. Не може да плаќа секој месец и они што е малце поимуќе, па се може 5% од населението. Што се однесе до вакцините, апсолутно се согласувам со Даниловски, мислам, светот, не можам да го разберам да светот сосеме ја сврти работата наопачки.
Значи вакцините се за emergency use only. Така се регистрирани. Што е хитно кај децата да се вакцинират, да ги прашам, тие што ја носат оваа мерка во цел свет. Што е хитно? Нека почекаат 5 години да се види дека нема одложени дејства. Ја ако имам одложени дејства, тоа го кажа по 15 години, дај Боже да се ги дочекам. Да видам какви се. Меѓутоа тие според вас ризикот кој што го децата го имаат наспроти бенефитот кој што би се добило од вакцините, не оправдува да ги вакцинираме децата. Тоа е вашиот став. Вагата е на урамнотежа и ризикот од вакцинација несакани деца е екстремно низок, колку што е екстремно низок и од самата болест, а да ги штитиме возрастните со вакцина која не штити од заразување. И второ, да ги прашаме возрастните кои се ризични групи зошто не се вакцинирале, зашто децата би ги штителе нив. Која е таа логика? Кога имаат вакцина достапно, не има каде, не треба да чекаат ред, ништо. Значи, нема Ќе ги вакцинираме сите здравствени работници, кога ќе ги вакцинираме работниците во прва линија на одговор, кога ќе ги вакцинираме или ќе се вакцинираат, не мора да ги вакцинираме оние кои што се навистина медицински највулнерабилни, тамај ни ќе добиеме доволно време да видиме искуството што говори за вакцинирање за деца. Во овој момент навистина да трчаме со вакцинација на деца, која што по сите аргументи е непотребна за да ги заштитиме старите и возрастните, а тие сами не се вакцинирале и сами не се заштитиле, мислам дека е преголем залог во овој момент да го направиме. Да почекаме, да видиме какви ќе бидат искуствата, па до година, до некоја друга година, добро вели Никола. Мене 15 години, дај Боже да ги дочекам можните компликации, али за децата... Цинично е дури тоа. Цинизам тежок е тоа да вакцинираш деца за стари да заштитиш. Мислам дека децата што имаат хронични болести, мислам за нив имунокомпромитираните деца. Во тој смисол да не биде дека сега за сите деца. Сепак има. Бидејќи смртните случаи што ги имавме колку се на број беа такви случаи. Е нас. Да. Само ризичните деца имунодефицитарни да се вакцинираат, точно така. Јас би предложил да преминеме на прашање од публика, бидејќи немаме многу време преостанато. И би го надоврзал со едно претходно прашање кое што јас сакам да го поставам. Значи првото прашање кое што го добивме е за long COVID и кои се ресурсите за луѓето кои што имаат long COVID, кои после 3 месеци не може да се вратат во нормала на работа. И ова би било првично прашање, претпоставувам упатено до професор Стикова. Да. Како да се соочиме со работничките права, како беа тие нарушени во текот на оваа пандемија и како да ги вратиме луѓето на работа пост-ковид. Повторно сте на мјут, ќе мора да се мјутнете. Извинете. Okay. Ако нешто дефинитивно беше ставено на маргините во овие изминати 2 години, тоа беа работниците, заштитата на нивното здравје, но и нивните права. Значи, два сосема различни аспекта. Ако говориме за заштита на здравјето, се сеќавате дека првите и најсериозни кластери беа во текстилната индустрија, што значи дека прво работничката популација почна со појава на кластери. Зошто? Затоа што не беа превземани мерки, не беа донесени протоколи. Постои само еден единствен протокол за заштита на здравјето на работниците и тоа е метар дистанца, носење на маска и хигиена на раце. Направивме и развивме многу алатки, меѓу кои што проценката на ризик на секое работно место, затоа што не е само да си работник, него на какво работно место работиш. Сосема кратко. Ние сме на работно место доктори специјалисти медицина на труд во Институтот за јавно здравје, 3 колешки. Но јас имам кабинет, работам сама, имам вентилација, држам предавање на дистанца, немам ризик. Моите колешки се постојано во контакт со работници кои што ги прегледуваат, нормално дека имаат ризик. Значи не може работите да се генерализираат, туку мора прво да се направи проценка на ризик. Властите здравствени не послуша. Направивме алатка за утврдување на медицинската вулнерабилност. Не само старите работници, туку имаш и млади работници кои што се болни и во нормални услови не смееш да ги ставиш во прва линија на одговор. Мораш да ги ставиш негде
негде позати. Го направивме ковид калкулаторот за утврдување на медицинска вулнерабилност, здравствените власти не послуша. Здравствените власти избрзано донесоа правилник за листа на професионални болести, кажа ако ковид ќе биде професионална болест само за здравствените работници. Па како на една наставничка во училиште да ја објасниш дека која го добила од своите ученици не е професионално? Како да објавиш на оние што се во малопродржба, кои што се постојано во контакт со луѓе дека не им е професионално? А од друга страна, прогласувањето на професионална болест е дефинирано со конвенции и директиви и на работниците кои што добиле ковид на работно место, им следуваат сериозни бенефити. Ако сакате разлика во плата, ако сакате права на evidence-based медицина за лекување, ако сакате кеш бенефит, ако сакате на оние кои што почина, им делува покривање и на трошоци за погреб и покривање на разликата во социјалниот статус, и тие конвенции Република Македонија ги има подпишано, и тие се појаки од било кој закон што постои во Република Македонија. Дали имаме проблем со имплементација на тоа? Никаква имплементација, никаква. И токму затоа и го користам овој медиум за пошироко да стаса информацијата дека тие работници имаат гарантирани права со европските директиви и со конвенциите на Меѓународна организација за труд кој што Македонија ги има подпишано. И веројатно токму и заради тоа не се дава гласност, затоа што секој работник кој што ќе смета дека е оштетен, може да оди пред суд и да го добие, да ги оствари своите права, и тоа се понекогаш десетици илјади евра во прашање кои што работниците треба да ги добијат како обештетување доколку работодавачот не ги превзел сите мерки за заштита на неговото здравје. Доколку станува за јавно здравствена мерка, тогаш е тоа прашање на буџетот и не е прашање на работниците. И конечно, кога станува збор за вакцинацијата, кој што повторно сеќавате, нема 2 недели како беше бурно, тоа се е елаборирано во јавноста, Министерството побара, па владата рече нема да ги вакцинираме, и тука постојат документи дали работниците мандаторно мора да бидат вакцинирани. Работниците по тие конвенции не мора да бидат мандаторно вакцинирани. Имаат право да кажат дека не сакаат да бидат вакцинирани, ако сакате од медицински, тоа ќе утврдиме како ќе се утврдуваат медицински причини, но дозволете, меѓународните документи велат и од религиозни причини. Ако он каже дека од религиозни причини не смее да се боцка, ти мораш на работникот, тоа право му е гарантирано, дека можеш да му го оствариш тоа право. Но затоа пак работодавачот треба да ги превземе сите други мерки. Не работникот да си плаќа тестови и не работникот да се докажува со ковид сертификатот дека прележал болест во 45 дена. Туку работодавачот е должен да ги превземе тие мерки. И во тој смисол можеби е крајно време да почнеме многу поинтензивно да говориме за остварувањето на правата, односно етичките аспекти, затоа што 700.000 луѓе се работничка популација и тие им се одземени правата за ние што велиме достоинствена работа или работа во здрави и безбедни услови на работа. Ако ми дозволите за ковид сертификатот и оние 45 дена кои што ги говореше Никола, ќе се вратам на мојата прва дискусија во некаква консеквентност. На вебсајтот Вакцинација МК имаме право да добиеме вакцинален сертификат, да добиеме сертификат за ПСР тест од овластените лаборатории, европскиот сертификат, значи европскиот дигитален сертификат ни дава 3 опции, 3 европски сертификата да добиеме. Европскиот сертификат кој што го добиваме за да се движиме низ Европа, по основ на прележаност на заболување, трае 9 месеца. Кога треба да одиме во странство, добиваме 9 месеца по прележаната болест, а кога сме дома, тогаш имаме 45 дена, и таа е таа неконсеквентност која што води кон недоверба кон институциите и создавање на тоа што ни се создава. Имаме едно прашање надоврзано на тоа, кое што е, токму прашањето го вели тоа, дека постојат разлики помеѓу земјите во однос на тоа што се признава како, нели, колку треба да сте прилежени за да се рачуна како сертификат, а од друга страна постојат луѓе кои што, например, ќе бидат вакцинирани со една доза, па потоа се случува да добијат инфекција со ковид, не може да ја примат втората доза и не може да добијат сертификат и се соочуваат со тој проблем да се игнорирани од системот, затоа што секако се рачунаат како нецелосно вакцинирани, затоа не може да ги имаат истите права како останатите. Што е проблемот во тоа што различните земји имаат различни пристапи во регулативите?
И зошто ние, земја која што се стремиме нели кон ЕУ, немаме балансирање на правилата, правилниците со земјите од Европската унија. Кога станува збор за она што се правата на работниците, тие се генерални и универзални и важат за сите. Дефинирани се со Конвенција на Меѓународна организација за труд. И тука е дефиниран минималниот сет, минимум сетот на обврски кои што мора да бидат исполнувани во различни. Наша среќа е што ние ги имаме ратификувано тие конвенции уште во југословенското време, тие се од 89-та година, 85-та година и така натаму, и тие по своето значење се над сите закони, а под уставот, и тоа е тој минимум сет. Секоја земја која што е потписник е должна тоа да го направи. Може повисок степен да стави, меѓутоа не може помалку од тоа. Имплементацијата и на овие директиви е кај нас истиот проблем што ни се среќава со сите други документи. Ние имаме добри закони, имаме добра регулатива, ние немаме добра имплементација, а за добра имплементација треба да имаме силно информирани работници и синдикати и треба да имаме политичка волја тоа да може да се направи. Зошто нашава држава сега би го поставувала прашањето зошто ги закупувавме година дена луѓето во лимени сандаци и кој ќе им го плати сега на доместокот на трошокот на луѓето за потрошените пари за лимени сандаци. Затоа што погребалното предпријатие рече не е мое, здравство рече не е мое, ја не реков, сите рекоа, никој ништо не рече, граѓаните сами сакаат. Се додека не информирани граѓани. Би се навратил пак на однос на ковид сертификатите, конкретно прашањето. Да. Дали мислите за оваа група на луѓе кои што имаат, кои што мислам дека не се мал број на луѓе кои што имаат уникатна состојба, дали би можеле да воведеме некакви ковид сертификати кои што би кои што би им биле како документ кој што би им овозможил нели да функционираат во општеството. Токму е тоа, целиот овој панел денеска се врти на тоа. Ние секогаш имаме можност да донесеме иземање. Меѓутоа за иземање треба информирани граѓани, силни професионалци и политичка волја. И ние ќе речеме, ова и ова е иземање до тогаш и тогаш. Го компензираме на ваков начин. Тие луѓе не можат да добијат сертификат. Меѓутоа, ако сакаат да патуваат во странство, може да се најде компромисно решение со кое што државата тоа ќе го покрие. А за во Македонија, за во нашата држава, тоа да го решат за да ги добијат документите кои што ќе им овозможат слободно движење, тука апсолутно нема никаков проблем. Со политичка волја и со информирани професионалци, со притисок од јавноста, апсолутно е тоа секогаш можно да се направи, затоа што за секоја одлука стои преговарање. Ние не преговараме и ние не разговараме. Мојот телефон е еден од ретките достапни телефони на работа кои што граѓаните можат да го добијат. Вие не знаете колку индивидуални приказки слушам секој ден, кои што се однесуваат на глубоста на одговорните институции да одговорат на потребите на граѓаните. Луѓе кои што губат работа заради тоа што не се ослободени од изолација. Добиле решение за изолација, не се ослободени. Професор Стикова, едно прашање надоврзано на ова. Тања Павлевска има прашање. Свесни сме дека ова е проблем во Македонија. Како е тоа споредно со останатите земји? Дали останатите земји имаат ист проблем со compliance или следење на тие конвенции кои што се потпишани? Говориме тука за земјите во регионот, а и во Европа. Земјите во регионот повеќе или помалку. Меѓутоа, Меѓународна организација за труд редовно ги објавува применувањата на нивните конвенции кои што се однесуваат на овој проблем. Едноставно тоа е кај нив пракса. Кога би разговарала со луѓе кои што работат во странство, тие би рекле, ама и кај нас е тоа така. Меѓутоа, кај нас е тоа многу видливо. Ние сме мала држава, мал број на луѓе и тие се работи многу видливи. Во една голема земја, овие индивидуални проблеми можеби не се толку изразени. Меѓутоа, применувањето на тие директиви се јаки секаде каде што има јаки синдикати. Синдикатот застанува во застапувањето на правата и тие синдикати се најчесто по гранки, по текстилна индустрија, градежна индустрија, и тие се изборуваат за своите права. И работниците мора да ги исполнат тие обврски од конвенциите затоа што синдикатот стои за работниците. И мора да ги даде тие обештетувања. Ја пак некако се вртам околу комуникацијата помеѓу стручните лица и има едно прашање околу тоа.
Дали може би доколку стручните лица би биле пообединети и би имале повеќе кворуми за дискусија и повеќе соработка, синергија меѓу себе, дали може би било подобро тие да ги даваат насоките како би требало да се справуваме со ова пандемија и некако да политичарите бидат исклучени од тие одлуки? Политичарите треба само да ги добијат ставовите, заклучоците и мислењата на професионалците и да постапат по нив. Тие никако не смеат да учествуваат по тој процес. Професионалците мора да се самостојни и независни во своето стручно мислење и да вршат силен притисок врз политичарите, да политичарите да дадат форма и применливост на тоа што е стручен став. И мислам дека што мислат професор Пановски и Даниловски за тоа? Дали да го следиме примерот на Шведска, каде што Институтот за јавно здравје, Агенцијата за јавно здравје е таа која што го има приматот во одлуките во однос на стратегијата, или политичарите имаат важност? Да не викне у комисија секој ден 3 пати оставка ќе си дадат, не? Ако стоите на став, а тие стојат да го проведат, тој толку ќе завршише, ќе траеше пола ден и се ако не викнат новиот министер, може исто ќе трае пола ден. Значи ако ти му кажеш не ги затвори ги границите, не отварај свадби, идеална ни е состојбата. Ќе има експлозија. Ја кажам, бардот на македонската епидемиологија, Даниловски, или одговорете му дека не знае, јавно, излезете и кажете, Даниловски не знае, ние знаеме, па ќе видиме кој ќе биде право, или послушајте, тоа јавно го кажам. Еве, не викам ја, Даниловски. Они молчат. Се случи експлозија. Никој не одговара. Не одговара. И сега истото се случува. И што се случи, за да кажам како изгледа кога молчат стручњаци. Они негде во август едва и слушнав, ама ние рековме свадби, ние не се согласиме за свадби, затоа ги нема на пресконференции другите луѓе, зашто ги не може да одговорат на прашања кај бевте ова да го направите. И што се случи? Министерот Извини, Никола. Како сега? Извини, Никола. Ние рековме, ама тие не послушаа. Тоа беше нема да, тоа е зборот, точно или Елисавета, кој нема да ве послушаат. Вие ќе речете ја реков, јас се повлекувам и последиците нема докторите да ги трпат како што ги трпат или науката, ќе се ги трпат политичарите, се повлекуваме, јавно се каже тоа. Бидејќи тогаш истото со тоа. Дали треба контрола на границите? Ние сме чисти, а сите околу нас имаат случаи, ние викаме не треба, нека влегуваат. Немало врската. До август, кога ние бевме на врвото у светот, министерот кажа, па ние сме солидарни, сега нашите граѓани ќе ги тестираме кои ќе излегуваат надвор. Некам политика, ми тоа е понижување, на сите понижување достоинството каде ни е. Ако Гркот ми влегол у недела у 6, а Бајле ја у 6:10 ќе му дам сертификат да биде кој ќе доаѓа кај мене. Нека нема врска со медицина, а има врска. Само заради тоа. Значи, тие се тие работи, кај што ја разбирам дека некои можеби нема да се спроведат од економски причини. Медицински, овако сега ако кажеме утре, Драган вика да не се затвора, ја викам да се затвора и се договориме се да се затвори утре. Месец дена можете кажат економијата ќе пропадне, така натаму. Меѓутоа за флагрантни работи, како што беше летоска, за ова 45 дена мислам што паѓа студент на испит кој круша за таква одлука. И за многу други. Носење маска на нива. Едно подпрашање само. Дали студентите сега да се премошат? И јас се согласувам дека само тоа е спасот. И втора работа, за лекување болници не сме стручни. До сега требаше да викнеме луѓе од страна. Кинезите, србите викнаа по еден месец кинези. Зошто тоа не се прави? Ако Докич вика 29% кај мене смртност, а просек е 50%, видиме кај е 70%, што е катастрофа. Замислете да имате 70% и после луѓето не сакале да се лекуваат, не ќе додат у болница. Тоа се бројки луѓе, тоа треба да се објасни секој ден. Благодарам. Професор Даниловски. Јас мислам дека ова со мерките, иако не ги спроведуваат уште не е доцна. Значи, бранот на дојденци, на гости, гастарбајтери, што току ќе следи. Некои веќе почна да доаѓаат, ама мнозинството тек денови веќе почна да доаѓа. Мислам дека
и покрај тоа што не верувам да не е влезен омикрон веќе во земјата, едноставно дополнително масло на оган ќе се оневозможи да се додава плюс. Затоа што ако почнат да растат бројките на хоспитализираните, тоа е веќе пропадната работа. Значи, штом ќе почнат болници да се полнат, веќе вирусот го има насекаде и тука веќе некакви посебни мерки, веќе освен герила, нели, да се следат одделни контакти, а и во тоа не сме многу успешни, да се следат првостепени, второстепени и така натаму со епидемиолошки анкети и да се изолираат, ама и тука не сме кадарни, затоа што јас не верувам дека значаен дел од оние сите што добиле решение за изолација ги почитувале тие решенија уназад 2 години. Значи постои една тотална, да речам, индоленција и непочитување на мерките. Јасно е зошто, не е крив народот, виновен е системот, виновни се институциите што не успеале 30 години, независно која партија е на власт, 30 години не успеала да искомуницира со населението, да изгради институциите, да изградат однос на доверба, на партнерство, како Шведска што го направи тоа. Они се договорија, знаеш ти тоа, они се договорија со граѓаните да носат маски. Таму немаше стриктни некакви строги посебни мерки, освен препораки. Едно е ти камшик да извадиш, друго е соарно да се разбереш. Едноставно ние таков однос на доверба немаме и тоа ни е капацитетот на институциите, не можеме да очекуваме повеќе. Едноставно тоа е плафонот. Секако дека она што значи ниво на свест, совест кај одредени групи на граѓани, тоа е нешто што допрва сега не можеме да ги превоспитуваме и да очекуваме дека ќе не послушаат, ќе го послушаат системот, додат да се вакцинираат. Тоа е што е, толку се колку што се, многу се, но во секој случај што се однесува до мерките, нешто посебно не може да се направи. Но може да се направи нешто друго. Тоа што за смртноста професорот Пановски го спомна, јас по кој знае кој пат и оваа прилика ќе ја искористам, смртноста дефинитивно не би била толкава, може би и преполовена би била, ако нашиве доктори има упатства базирани на докази или протоколи за лекување на сите нивоа на здравствена заштита. Ние до ден денеска, ја им се обраќам и на докторите, да знаете дека ако не се почитува, ако не постои упатство базирано на медицина на докази, што е законска обврска по член 27 од Законот за здравствена заштита, став 1, кој што гласи дека здравствената заштита, здравствените работници ја спроведуваат во здравствени установи врз основа на принципите на упатства донесени согласно медицина базирана на докази. Буквално од прилика така го цитирав став 1 од член 27. Ако нема почитување, тоа значи непочитување на закон, ако не постои упатство според кое што ќе работи. Значи незаконски се лечат пациентите. Ако се лечат незаконски, тоа повлекува одговорност. Не е точно дека, како што мислат некои, дека не се донесува намерно упатство такво, за да се нема кривична одговорност ако се прекрши. Па одговорност кривична се носи и ако не се испочитува законот и ако не се донесе подзаконски акт. Таквите упатства на докази базирани се подзаконски акти. Имаат иста сила на закон. Обврзуваат законски. И за непочитување кривично се одговара. Башка лекарската комора, која што е како аутистична 2 години, се извинувам на изразот, и не реагира од стручен аспект, од аспект на проверка на тоа дали се почитува добрата пракса, добра стручна пракса од страна на докторите. Ако вакво нешто имавме
Ако беа активни двете страни, и политичкото тело, и органот на управа, и ЕСНАФското, немаше да имаме толку умрени. Немаше, всушност, немаше да имаме толку некритично ординирање на антибиотици. И не само тоа, немаше да имаме толку неумење во третирање на критичните болни. Не може сестра медицинска да одвртува од памет вентилот за кислород, на респиратор. И ако ми дозволиш, Драган, само мало дополнување во овој правец. Јас во едно од моите претходни обраќања реков дека ние респираторите ги изфрливме од нашите протоколи за лекување, сегде во не знаеме да раководиме. Но на самиот почеток на кризата беше сугерирано да се примени и румунскиот модел. Ние немаме анестезиолози, интензивната нега, реанимација, така и на се само дел од компетенциите на анестезиолозите, но ние имаме десетина врвни анестезиолози, па можеше да се направи телемедицина, можеше да се направи една соба ќе ја донираше било кој, на кој што ќе беа поврзани сите респиратори во државата и 10 анестезиолози ќе ги водеа сите луѓе кои што ќе бараа интензивна нега со реанимација и тогаш веројатно ќе имавме помала смртност. Меѓутоа, баш ти, Драгане, спомена нешто што значи можеби неподготвеност и ароганција, да се слушне ставот на професионалците и уште повеќе да се следат препораките на професионалците, а навистина се изфилтрира исклучително добри идеи во целите овие 2 години, меѓутоа тие тешко доаѓаат до оние кои што требаше да дадат живот, затоа што во вакви ситуации, во справување со пандемија, во справување со криза, се мора да биде напишано во форма на протокол. Нема импровизација. И тој протокол, како на времето вие што имате одено во Југословенска армија, тоа се знае по правило на служба, имаш ангина, добиваш пеницилин, крај. Така и овде тоа мораше да се направи. Верувам, беше повеќе од 1 минута, ама не многу повеќе. Тоа е сосема веројатно. Мислам дека ќе мора полека да ја затвориме дискусијата. Има многу интересни прашања од луѓе кои што многу ги почитувам, тука и Ненад Сврзика, па и Венцислав, кои што многу би сакал да дискутирам за имунопептидомот и за T-cell response, кој што мислам дека ќе ни помогне многу за омикрон варијантата, али за жал немаме време. Би го искористил и преформулира прашањето на Илија Дуковски од US, да го затворам некако овој панел, кој што вели дека можеби би требало да се апелира кон политичарите да не вршат притисок кон експертите во комуникацијата со јавноста, а напорите се фокусираат кон комуникацијата со јавноста од страна на експертите. И јас мислам дека токму вие тоа го правевте за време на цело ова време на оваа пандемија, вие упорно и покрај сите притисоци или несослушување комунициравте со јавноста. Јас сум убеден дека тоа имаше енормен ефект во целиот овој период во овие 2 години и on behalf, во име на јавноста ви благодарам на сето тоа и мислам дека треба да продолжите со тоа. Ова ќе биде малце потешко да се апелира до политичарите, не се мешаат таму кај што не им е местото. Меѓутоа мислам дека Илија има добра поента дека можеби треба и тоа повеќе да апелираме ние останатите. Со тоа јас би сакала да го завршам мојот панел и повторно благодарам на сите за времето и за извонредната дискусија и повторно благодарам на Никола за можноста. Не знам, Никола, дали би сакал да кажеш нешто пред да... Евентуално, јас морам навистина да ти честитам, Харис, на напорот што го направи, на извонредно водената дискусија, да се заблагодарам на колегите Никола и Драган. Мислам дека направивме една жива дискусија на која што отворивме многу прашања и пред се да посакам тебе лично, Харис, да ти посакам да продолжиш во овој правец и што почесто и повеќе да бидеш присутен на овие наши простори, имаш што да ни кажеш и покажеш, без разлика што сме твои професори. Но учениците треба да ги надминуваат своите професори. Честитки, Харис, за денешното модерирање. Благодарам. Харис, ти благодарам и јас. Беше уживање онака да бидам по твојата раководна диригентска палка. Инспирираш и мотивираш со своите прашања. Дефинитивно намерио се јунак на јунака. Благодарам и на колегиве мои и на Никола посебно
Стиков за дружбата и за можноста воопшто да се дружиме на ваков начин. Јас се што кажа, да не се повторувам, немам што да додадам. Благодарам на сите. Супер. Мене ми е многу драго дека овој експеримент успеа. Значи, ние прв пат се отвараме за јавност. Во текот на повикот имаше некаде преку 400 луѓе, 400 луѓе што не гледаа. Ние овој ќе го снимиме и ќе го ставиме на YouTube, така што се надевам дека и други луѓе ќе имаат можност да го видат. Поставувавме и прашања што беа интересно да се проанализираат во текот на дискусијата и би можеле и да останеме малку на Zoom да резимираме впечатоци. Во секој случај, на сите што не слушаат преку Facebook, ви благодарам многу. Се надевам дека ќе ни се придружите повторно и дека ќе ги споделувате содржините на Фондација Кантарот. Поздрав до сите, се најубаво, чувајте се и останете здрави за празниците.